Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, добре дојдовте на пресконференцијата во владата, на која за најновиот извештај на Греко ќе ви се обрати заменик председателот на владата за борба против корупција и криминал, одржлив развој и човечки ресурси Љупчо Николовски, министерот за правда Бојан Маричич и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Во интерес на времето, ќе одиме веднаш со кратките обраќања, пошто секако ќе има можности за новинарски прашања. Прво го поканувам да ви се обрати вице-премиерот Николовски. Повелете. Благодарам. Почитуван министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, почитуван министер за правда Бојан Маричич, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ми представува особена чест што денеска повторно имаме позитивна оценка од телото на Советот на Европа, кој се занимава со мониторинг на антикорупцијските стандарди во земјите Греко, а која се однесува во делот на имплементацијата на исполнување на нивните препораки. Во извештајот за усогласување на Република Северна Македонија, кој се однесува на исполнувањето на препораките од петиот круг на евалуација на тема превенција од корупција и промовирање на интегритет на централната власт, Греко нотира напредок во делот на препораките за борба против корупцијата. Тоа е показател на јасно изразената политичка волја за спречување и понатамошно крајно искоренување на ова зло кое го има во секоја, но и во нашето општество. Во извештајот позитивно оценато донесувањето на новиот, поприменлив кодекс за етичко однесување на сите именувани функционери, особено што со него, освен министрите и замениците министри, се опфатени сите функционери именувани од страна на владата, од највисоко до најниско ниво. Особено е потенцирано дека се постапува согласно одредбите од истиот кодекс, односно веќе има случаи на повеќе разрешување на функционери поради констатирано прекршување на етичките и вредносни стандарди вметнати во самиот кодекс. Греко дава експлицитен позитивен коментар за измената на владината уредба за примање на подароци, подготвена од страна на мојот кабинет и Министерството за финансии и усвоена од страна на владата. Со оваа уредба точно се пропишани процедурите за примање на протоколарни дарови подароци од странски и домашни физички и правни лица. Воедно, сумите за протоколарни подароци се намалени на 20 евра. Исто така се поздравува транспарентното објавување на имињата на сите советници во рамки на владата и на министрите на официјалните веб страни. Во извештајот е нотирано дека веќе е изработен и тест за интегритет на советниците на функционерите, преку кој ќе се утврдува нивото на интегритет и способноста за детектирање на евентуалните ризици од корупција. Со тоа ќе се проверат личните и професионални карактеристики и капацитети на највисоките државни функционери, како и на нивото на познавање на практиките на антикоруптивно однесување и добро владење. Целта на овој тест е во очување на потенцијалните ризични коруптивни состојби, истите да бидат пример за останатите и секогаш во предвид да се има јавниот интерес. Во делот на назначување на лице за интегритет и судир на интереси, се препорачува да ја прифатиме и имплементираме сугестијата на Греко во етичкиот кодекс, јасно да се пропише позицијата на посебно лице за интегритет, надлежно за давање на совети и насоки на министрите и другите функционери и нивните советници во случај на појава на етички дилеми кај нив, зашто ќе пристапиме веднаш кон измена на кодексот пред владата. Дозволете ми во оваа прилика да истакнам дека заедно со програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје работиме на изработка на компаративна анализа и студија за потребите за донесување на закон за потекло на имот и капитал, а во изработката учествуваат домашни и меѓународни експерти. Истата ќе биде промовирана во Скопје на почетокот на месецот април. Со тоа конечно се уведува контрола на капиталот и се отвара патот на конфискација на нелегално стекнатиот имот. Почитувани, голема е честа на нас како држава, но и како влада, кога меѓународни организации констатираат напредок на државата во повеќе сегменти. Особено во делот на проблем со кој што се соочуваме подолго време, а тоа е корупцијата. Ова е особено важно за нас како земја, која забрзано го спроведува евроатлантскиот и евроинтеграцијски процес.
Токму борбата против корупцијата и криминалот е меѓу нависоките приоритети на владата во рамките на акција 21, втор поред приоритет за 2021 година. Спроведувањето на системските реформи, кои уште позасилено ги продолжуваме во периодот што следи, ќе доведе до создавање на функционален систем со транспарентни институции ставени во служба на граѓаните. А тоа е нешто што е наша обврска во следниот период. Мерките за борба против корупција содржани во оперативниот план за борба против корупцијата, како јасна политичка волја на владата, имаат за цел искоренување и сузбивање на корупцијата со утврдени механизми за соработка помеѓу сите институции, како домашни, така и меѓународни. Денеска на владата ќе го разгледаме статусот на имплементацијата на овој план за првите задачи дефинирани за првите 15 дена за сите институции од нивното усвојување. Нашата цел е да работиме сите заедно и да создадеме подобар живот за секој наш граѓанин преку честни функционери и отчетни институции кои работат единствено во интерес на граѓаните. Благодарам. Ви благодарам, вице-премиере. Сега го поканувам министерот за правда, господинот Бојан Маричич. Повелете. Благодарам. Почитуван заменик председател на владата Лјупчо Николовски, почитуван министар за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитувани представници на медиумите и почитувани граѓани. Доколку сакаме успешно да продолжиме да градиме модерно и просперитетно општество, борбата против корупцијата треба континуирано да биде во фокусот. Владата влезе во одлучна борба против оваа за жал кај нас и во регионот ендемска појава со намера еднаш за секогаш да се искорени. Изминатите неколку години во тешки околности беа донесени повеќе закони и спроведени повеќе реформи во оваа насока. Првите резултати веќе почнуваме да ги гледаме. Ми причинува задоволство, како што веќе спомена вице-премиерот Николовски, да ви информирам дека добивме уште еден охрабрувачки извештај од ГРЕКО, телото на Советот на Европа, кое се занимава со мониторинг на антикорупцијските стандарди во државите членки на оваа организација. Ова е веќе втор во низа, односно втор последователен охрабрувачки извештај, што говори за континуитетот на владините антикорупцијски политики предводени од владата, но кои што веќе се чувствуваат на сите нивоа. Станува збор за прелиминарна, прва оценка за извештајот за Република Северна Македонија за исполнување на препораките од петиот круг на евалуација, кои се на тема превенција од корупција и промовирање на интегритет на централната власт, односно функционерите. Од вкупно 23 препораки, Северна Македонија имплементирала 13 препораки, целосно или делумно, значи повеќето од нив. Останатите преостануваат да се имплементираат во наредниот период до наредниот извештај. Европското тело ја оцени како целосно имплементирана препораката за објавување на имињата и висината на хонорарите на советниците на владата и министрите, како и фактот дека за сите постојни идни советници се применува тестот за интегритет, на што сме особено горди. Исто така се поздравува тоа што се предвидени и веќе се применуваат санкции за непочитување на кодексот од страна на највисоките носители на извршни функции. Она што е мощно значајно, ГРЕКО потенцира дека владата обезбедила значителни финансиски, материјални и човечки ресурси за работа на Државната комисија за спречување на корупција, особено за развојот на софтверски решенија и бази на податоци. Преостанува да се имплементираат овие решенија за да се преоцени препораката за зајакнување на капацитетите на оваа институција, која што е една од најзначајните препораки. Веќе знаете сите дека конечно оваа важна комисија работи по нов закон со зголемен буџет и има буквално отворен простор на одреден начин да ја предводи борбата против корупцијата заедно со владата и со правосудните органи. Гледаме и дека се отвараат предмети и постапки за лица без разлика дали се тие дел од власта или опозицијата и без разлика на кое ниво на вршење на јавна функција се наоѓаат. Тоа е секако за поздравување и е единствениот начин суштински да се променат работите пред се за доброто на граѓаните. ГРЕКО е задоволен и од изработката на практичен водич од страна на ДКСК, во кој има јасни насоки за функционерите како да го идентификуваат евентуалниот конфликт на интерес во своите редови. За ова ГРЕКО препорачува и одржување на обуки на членовите на владата и на други функционери.
Согласно препораката на Греко, добро е и тоа што измените на деловник за работа на владата се објавуваат. Според тие измени се објавуваат имињата на лицата кои учествуваат на владините седници, а кои не се членови на владата, но Греко препорачува овие правила да се прошират и да се применуваат и за лица кои учествуваат во одбори, комисии, стручни совети и слично. Греко групата дава и експлицитен позитивен коментар за измена на владината уредба за примање на подароци. Елиминирани се неколку забелешки од претходните укажувања, со што е и намалена и висината на прагот за прифатливи подароци, што беше споменато и од вице-премиерот. Она што преостанува е подобро менаџирање и водење на регистар за подароците од страна на сите функционери. Имајќи предвид дека периодот за имплементација на препораките беше во период на светска пандемија, а делумно и вонредна состојба кај нас, можам да кажам дека оценката која што е дадена е успех за сите нас. Владата се обврзува посветено да работи во насока на реализација на делумно имплементираните или неимплементираните препораки во периодот кој Греко го утврди во извештајот, а тоа е до септември 2022 година. Почитувани граѓани, борбата против корупцијата треба истовремено да се води во сите сектори, на сите нивоа, во институциите, судовите, обвинителствата, локалната власт. Покрај борбата со пандемијата, онаа со корупцијата треба да е континуирано во отворен фронт. Ако само за момент таа борба се заборави или тргне настрана, повторно ќе се појави во уште по-деструктивна форма. Владата тоа нема да го дозволи и ги повикува сите општествени чинители да се придружат во нашата цврста намера за сузбивањето на корупцијата. На крајот само би сакал да укажам посебно уважување и честитки на групата во рамките на Министерството за правда, која што работи за Греко, која што е меѓуресорска група, каде што членуваат професионалци и од Министерството за внатрешни работи и од кабинетот на вице-премиерот, меѓутоа и од други институции кои што се надлежни за спроведување на овие препораки, кои што добро се ја завршија својата работа и помогнаа да ја добиеме оваа оценка. Ви благодарам. Благодарам, министре. Сега го поканувам министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Господин Спасовски, повелете. Благодарам, почитуван подпредседател на владата, почитуван министер за правда, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Доследна, безкомпромисна и неселективна борба против корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност е еден од врвните владини приоритети. Таа е заеднички двигател на реформските процеси на повеќе институции, меѓу кои и Министерството за внатрешни работи, а резултатите на таа борба представуваат резултат на нашата држава во целост. И конечно, таа не е борба од денес за утре, со адхок решенија и резултати, туку цел сет на политики, мерки и активности, кои во континуитет ги преземаме за да обезбедиме трајни вредности на ова поле за нашата држава. Оттука препораките и насоките кои ги добиваме од Греко, тело задолжено за борба против корупцијата при Советот на Европа, ги сметам за посебно драгоцени, исклучително корисни за сите нас како институции, кои ги креираме политиките во овој сегмент, зашто би сакал да упатам една голема благодарност до сите нив, а посебно за позитивните и охрабрувачките оценки во нивниот извештај за нашата земја, за петиот круг на евалуација, усвоен пред неколку дена на 87-та пленарна седница на Греко, кои представуваат уште една верификација дека сме на вистинскиот пат. Тоа пак дополнително не мотивира да продолжиме по тој пат, цврсто решени до крај да го исполниме ветеното, а тоа е нулта толеранција за корупцијата, нулта толеранција за сите кои што ќе го прекршат законот без исклучок. Со оглед на фактот дека овој извештај се занимаваше токму со евалуација на активности исклучиво во доменот на промовирање на превенцијата од корупција и интегритет на носители на јавните функции од аспект на надлежности и делокруг на работа на Министерството за внатрешни работи, посебно се радувам што беа препознаени напорите на Министерството да одговори на препораките на Греко дадени во 2019 година.
Од нив дел се однесува на јакнење на независноста на полициските службеници и вработените во Министерството за внатрешни работи, пред се од политички влијанија, зашто беше неопходно да се пристапи кон создавање на адекватна законска рамка. Затоа Министерството за внатрешни работи пристапи кон неопходни законски измени, и тоа во Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, суштински за успешна имплементација на овие препораки. За кратко време, имајќи го во предвид долгиот временски период минатата година на распуштено собрание, кога со државата практично управуваше техничка влада, без можност да се подготват и носат закони од поширок интерес за државата, Министерството за внатрешни работи формираше експертска група која подготви измени на Законот за внатрешни работи и на Законот за полиција, целосно имајќи ги предвид препораките на ГРЕКО. А текстовите на измени се веќе објавени на ЕНЕР и отворени за дискусија и коментари од пошироката јавност. Додека во периодот што следи, овие предлог измени ќе влезат во владина, односно во собраниска процедура. Во очекување предложените законски измени да бидат усвоени во Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна до септември 2022 година, со што овие препораки, а тоа се вкупно 6, ќе бидат оценети како целосно имплементирани. Охрабрува констатацијата на ГРЕКО дека законските измени кои Министерството за внатрешни работи ги има подготвено се во насока на деполитизацијата на полицијата, бидејќи предвидуваат оперативни наредби на полицијата да бидат издавани од директорот на Бирото за јавна безбедност наместо од министерот за внатрешни работи. Ново, дополнителни професионални и објективни критериуми за избор на директор на Бирото за јавна безбедност. Забрана за полициски службеници да членуваат во политички партии или да бидат носители на партиски функции. Задолжителен тест за интегритет на сите кандидати за политички службеници и вработените во Министерството за внатрешни работи. Редовна и континуирана проверка на интегритетот на сите постојни полициски службеници и вработени во Министерството за внатрешни работи. Проширувањето на бројот на вработени во МВР, кои ќе бидат обврзани да поднесуваат изјави за имотна состојба и конфликт на интереси, а кои во овој момент не се офатени со Законот за спречување на корупција и судир на интереси. Затоа пак во делот на препораките за превенција од корупција, во рамките на МВР, оние кои не беа условени со законски измени, односно каде што не требаше да се чека завршување на вонредните парламентарни избори, конституирањето на собранието и формирањето на новата влада, Министерството за внатрешни работи одговори веднаш по добивањето на препораките, што беше нотирано и од страна на ГРЕКО. Па тие препораки, на моје големо задоволство, се ставени во графата на веќе реализирани активности. При тоа, според оценката на ГРЕКО, успешно се исполнети препораките во следните области. Јавно објавување на сите представки и предлози покренати за дисциплинска и кривична одговорност на полициските службеници. Назначување на посебни лица за интегритет во рамките на Министерството за внатрешни работи. Континуирани обуки на сите политички службеници во врска со јакнењето на нивниот интегритет и спречување на конфликтот на интереси и измена на етичкиот кодекс на полициски службеници, со што сега се регулирани прашањата за конфликтот на интереси, случаи на корупција и примање на дарови од страна на полициските службеници. Во извештајот на ГРЕКО исто така се потенцира дека процесот на подготовка на новиот етички кодекс на полициските службеници во МВР е целосно инклузивен, со вклучување на полициски службеници од сите нивоа, како и со представници на синдикатот и од граѓанскиот сектор, што представува уште една афирмација за нас. При тоа кодексот содржи јасни одредби, но и адекватни, практични насоки за почитување на етичките стандарди и ги регулира прашањата на конфликтот на интереси на полициски службеници, примањето подароци, известување за неетичкото однесување и сл. Како што можете да забележите, исполнувањето на добар дел од препораките е во тесна врска и представува уште еден чекор напред во континуираниот процес на ветинг на полициските службеници. Зашто се заложив уште со моето доаѓање на чело на Министерството за внатрешни работи, а се со цел да се затврсти интегритетот на полицајците и нивната отпорност кон било какви надворешни влијанија кои се спротивни на законите. Односно, да имаме декриминализирана и департизирана полиција, која ќе го штити интересот на граѓаните
и полиција кој професионално и одговорно ќе врши својата задача. Во оваа насока, уште еден позитивен сигнал од Греко е и оценката за соодветната надворешна контрола врз полициските сили, и тоа особено од страна на омбудсманот и посебното оделение во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Посебно ме радува фактот што од страна на Греко е препознаена и особено истакната позитивната транспарентност на Министерството за внатрешни работи преку целосно имплементирање на нивната препорака број 11 за јавно објавување на буџетот на МВР, активностите, одлуките, управните постапки и јавните набавки на Бирото за јавна безбедност, како е една од најтајните структури на владите, воопшто според зборовите на Греко. Сите овие податоци на МВР се целосно јавно објавени и лесно достапни за сите граѓани. За ваквата транспарентност продуциравме квалитетно, прецизно презентирање, односно гласност во нашето институционално функционирање, а бенефитот е заеднички и повеќе значаен, како за институцијата, така и за јавноста, за граѓаните. На крај би сакал да го изразам моето уверување дека актуелното раководство на Министерството за внатрешни работи, но и севкупниот организацијски систем на ресорот продолжуваме со несмалена динамика за натамошно профилирање и имплементирање на сите нужни стандарди, особено во делот на борбата против корупцијата, како во самиот систем на политичко функционирање, така и генерално во поглед на спроведувањето на законите. Уште еднаш би сакал да упатам благодарност до Греко, бидејќи овој, но и другите извештаи и препораки за нас се и ќе бидат од круцијално значење како патоказ, но и како пракса, што без друго ќе биде практично валоризирана во секојдневното работење и функционирањето на Министерството. Посебно сакам да истакнам благодарност до сите колеги кои што работеа во работната група и од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и од Министерството за правда и од Канцеларијата на подпредседателот на владата, се со цел да ги оствариме сите овие заложби кои што ќе значат намалувањето на корупцијата и засилена борба против организираниот криминал, што е предуслов за натамошниот развој на Република Северна Македонија. Благодарам. Ви благодарам, министре. Сега се исполнети условите да одиме со новинарски прашања. Најнапред новинарите кои што се уклучени преку Zoom врската. Според листникот, претпоставувам дека првото прашање ќе стигне од редакцијата на 360 степени. Така, добар ден, ви благодарам. Имаме едно прашање до вице-премиерот за борба против корупција. На 19 октомври 2020 година побаравте разрешување, односно предложивте до председателот на владата разрешување на Лидија Димова од местото директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Се повикавте на етичкиот кодекс, побаравте политичка морална одговорност, додека паралелно тече истрагата за случајот. Во таа насока прашањето ми е зошто по тој пример после се што излезе во јавноста за случајот за набавката на софтверот за сообраќајни прекршоци, кој што никој не го барал, никој не го користи, по истиот принцип не побаравте, не предложивте и актуелниот секретар во кабинетот на премиерот Драги Рашковски да си замине од функцијата. Благодарам на прашањето. Не е точно дека предлогот за разрешување на Лидија Димова е пред било што друго направен, туку по поднесување на кривична пријава од страна на финансиската полиција и констатирањето на сите неправилности или незаконитости кои што треба повторно да се докажуваат во соодветната постапка, и Лидија Димова директно одговара пред кодексот, пред како директор на една од националните агенции. Кодексот се применува освен на министрите, на замениците, на сите директори именувани од страна на владата, така да конкретно и детално се држиме до она што е наша обврска и должност по однос на имплементацијата на она што како норма го содржи кодексот, а особено сега и Греко тоа го потврдува и го верифицира дека навистина е започната сериозна примена токму на одредбите кои што се нови во рамки на кодексот, а тоа се санкционите норми. Тоа за прв пат се случува, тоа е поздравено од Греко
и веќе во првиот полугодишен извештај кој што ќе биде доставен до премиерот во следните неколку дена, ние ќе имаме успех во делот и прогрес кој што е констатиран повторно да подвлечам од Греко во делот на имплементацијата на одредбите, но така како што се напишани и за сите за кои што се преминуваат. Така да во конкретниот случај е покрената постапка веднаш по поднесувањето на кривична пријава од страна на финансиската полиција, пријавата откако беше доставена до надлежните обвинителства и органи. Благодарам. Колешка, дали сте задоволна од одговорот? Да, и за овој случај има покренато и обвинителство и антикорупцијска, па во таа насока дали ќе побарате политичка морална одговорност? Да повторам, сите органи си ги работат случаевите, побарана е експресно документација и се она што институциите кои ги охрабривме за не за овој, туку за било кој случај да работат и да си ја завршат во рамки на законот, целокупната постапка, така да кодексот се применува на министри, на заменици и на сите кои што се именувани од страна на владата и во секој еден случај ќе реагираме секогаш кога ќе имаме констатирање на сите прекршоци како што имаше во последниот период за многу функционери. Благодарам. Благодарам. Следни Алса телевизија. Добар ден, не слушате ли? Да, Бојан повели. Значи, јас имам две прашања за министерот за правда, така да ќе ги поставам на првата па втората, за да не изгубиме континуитет. Значи, какви измени на изборниот законник се потребни за да се овозможи користење на терминалите за фингерпринт на избори и за колку време може да се направат? Тоа ми е првата прашање. Може. Благодарам на прашањето. Знаете дека со претходната измена на изборниот законник постои одредба со која што се утврдува дека од наредните избори ќе се спроведува метода за идентификација на гласачите преку отпечаток од прст. Меѓутоа, таа одредба таква каква што е, не е доволна за да може тоа да се операционализира, за да може навистина да се спроведе определбата за отпечаток од прст и затоа ние во изминатиот период во рамките на работна група во Министерството за правда и во тесна соработка со Државната изборна комисија формулиравме конкретни измени кои што ги практично допрецизираат сите оние неопходни елементи за да може да се набави опремата за отпечаток од прст и таа да се стави во функција и при тоа да имаме една детално образложена постапка како ќе се употребува на денот на гласањето и каков статус ќе има и во кои ситуации ќе може да биде заменета. Сите тие елементи се точно утврдени, договорени се со сите членови на Државната изборна комисија и веќе тој текст беше уште вчера во собранието. И постојат елементи во кои што Државната изборна комисија ќе треба во понатамошна фаза во соработка со Министерството за внатрешни работи да ги дефинира елементите поврзани со споредбата на отпечатоците на прстите и бидејќи во моментот таа база на податоци се наоѓа исклучиво во посед на Министерството за внатрешни работи. Така што измената беше готова уште вчера. Единствено што се дополнува на таа измена е додавање, односно менување на одредбата за датумот, односно периодот на одржување на локалните избори. Тој беше утврден период прва половина на месец октомври оваа година, само измената тука ќе биде втората половина од месец октомври оваа година. Така што тој текст на овие измени е целосно подготвен и може да биде веднаш на првата наредна седница, зависно од агендата на собранието донесена, за тоа ќе одлучи претседателот на собранието во координација со пратеничките групи. Постојат и други измени на изборниот законник кои што ќе следуваат, пред се оние кои што се однесуваат на препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Работната група за изборен законник во Министерството за правда работеше интензивно и на тоа во изминатиот период. Ги има лоцирано и добро разработено сите препораки на ОПСЕ ОДИХР, она што останува врз база на работата на оваа работна група, партиите да ги погледнат предлозите на работната група и да донесат одлука во која форма тие ќе бидат имплементирани во изборниот законник.
постои трето ниво на дискусија кој што се уште не е започнато, а би требало во скоро време веднаш по разгледувањето на ОПСЕ ОДИХР препораките, а тоа е политичката дискусија околу изборниот модел, вклучувајќи ги отворените листи, евентуалните промени во делот на начинот на изведување на изборите за локални избори, но и моделите за парламентарни избори. Таа дискусија допрва следува и за тоа треба согласност на крајот од процесот од сите политички партии, кои што најмалку од оние кои што имаат членови во ДИК, како што било секогаш до сега. Така што оваа втора измена со ОПСЕ ОДИХР и доколку евентуално се договори нешто на политичко ниво, треба да очекуваме во текот на месец мај. Меѓутоа, се побрза малку со измената во делот на отпечатоци на прсти, за да можеме да ја направиме веднаш и да му овозможиме на ДИК да направи соодветна набавка, тендер со сите можни постапки кои што се необходни за набавка на ова опрема, за нејзино тестирање и ставање во функција на денот на изборите. Министер Уштакус, уште едно прашање за вас. Утре, според тоа што соопшти премиерот, ќе бидете дел од средбата за законот за државјанство. Дали имате конкретно законско решение што ќе го предложите? Законот за државјанство е во надлежност на Министерството за внатрешни работи, така што можеби министерот Спасовски ќе може да ви каже повеќе. Јас само знам дека утре ќе има средба, ќе се подготвиме од аспект на она што Министерството за правда го има во својата надлежност, ќе ги земеме испоредбено некои решенија, меѓутоа конкретно, доколку сакате одговор, мислам дека е поупатно министерот Спасовски да одговори како надлежен министер за овој закон. Може и министерот, да. Благодарам. Јас само ќе кажам дека ќе присуствуваме утре на средбата, заедно со председателот на владата, ги анализираме состојбите, имаме детална анализа во тоа како и кои се проблемите во делот на добивањето на државјанствата, кои би можеле да бидат излезните решенија, само ќе кажам дека тие не можат да отстапуваат од меѓународната пракса и од тоа што се нормативи на државата. Инаку, ништо дополнително денеска не би сакал да кажувам, да соопштувам, заради тоа што сметам дека не би било одговорно од моја страна пред состанокот да најавуваме било што, ниту пак да даваме решение. Така да се очекувам, утре ќе разговараме и од тој состанок да излеземе со некаков предлог решение, кое што би било, уште еднаш напоменувам, во рамките на уставните надлежности, законските процедури и меѓународната пракса. Благодарам. Благодарам. Следно вклучување Канал 5 телевизија. Дали се слушаме? Се слушаме. Михела, повели. Да. Прашање во тоа што во контекст на тоа што го постави колегата Бојан до министерот Спасовски, дали можеби Министерството за внатрешни работи има представа колку луѓе во земјава се без државјанство, и прашање до министерот Маричич, борбата со корупцијата, рековте дека треба да се води во сите сегменти на општеството, во тој контекст докаде е филтрирањето во правосудството, докаде е целиот процес, дали имате можеби повратни информации од страна на судскиот совет? Благодарам на прашањето. Значи, имаме направено наши анализи врз основа на сознанијата кои што ги имаме во Министерството за внатрешни работи. Едната група беше на некаде 800 лица кои што нема никаков документ, а се наоѓаат на територијата на нашата држава, или така наречени фантоми кои што сите ги зборуваа во јавноста. За тоа веќе е надминат проблемот за упис во матичната книга на родените и за добивање на сите други права кои што произлегуваат, за да може да нормално ги остваруваат правата како државјани на Република Северна Македонија. Додека пак имаме, реков, анализи во другиот сегмент, тоа не мора да значи дека се некакви точни бројки до крај. Би требало, кој ќе се започне, значи процесот на менување на законот, ако за тоа има потреба или изнаоѓање на одредени механизми, да навистина
дојдеме до точната бројка преку одредени пријавувања. Сепак сметам дека тоа не е преголема бројка која што нема државјанство, а се наоѓаат на територијата на државата и ќе ги исполнат сите тие норми. Така да реков, утре ќе разговараме на состанокот, после состанокот ќе имаме сигурно информација за тоа што е разговарано, што е договорено и кои чекори треба да ги преземеме во наредниот период. Благодарам. Прашање за министерот за правда. Благодарам на прашањето. Процесот на прочистување во правосудството е еден долготраен процес кој што започна уште со измените на Закон за судови, Законот за судски совет и Законот за совет на јавни обвинители, донесени некаде пред отприлика 2 години, некаде во мај-јуни 2019 година, и целта на тие законски измени беше да се овозможат што попрецизни и што поконкретни основи за избори за разрешување на судиите и обвинителите, затоа што една од крупните забелешки предходно во минатото, во времето на режимот на Груевски, беше дека судиите и обвинителите се именуваат и разрешуваат без конкретни критериуми и без конкретни основи, односно во секој случај основите беа исти. Мислам дека врз основа на тоа, знаеме дека кон крајот на минатата година беа донесени неколку методологии за оценка на судиите, судовите, претседателите на судови и јавните обвинители. Врз основа на тие методологии започна и новиот метод на оценување. Од тој процес како е започнат, имаме веќе 12 разрешени судии, кои што судскиот совет ги разреши на основа на непрофесионално постапување во конкретни случаи и во конкретни постапки. Мислам дека генерално има големо раздвижување во тој дел, интензивно се работи на оценка, систематска оценка на сите судови во државата и на работата на секој судија поединечно. Целта е да се зголеми ефикасноста, се зајакне одговорноста и да се подобри транспарентноста на судството. И мислам дека тој процес дава резултати и на тој начин, доколку имаме конкретни случаи на конкретни судии кои што во својата работа го прекршиле и ја повредиле постапката и за тоа сносат определен вид на одговорност, тоа е единствен начин да се врати или да се зајакне довербата на граѓаните во правосудството. Тој процес мислам дека ќе продолжи и понатаму, интензивно. Моите информации се дека постојано судскиот совет на своите седници разгледува представки од граѓаните, меѓутоа и разгледува извештаи од нивните оценки и нивните оценувања што ги прават на судовите низ државата. Очекуваме и тој процес да се динамизира и во обвинителството, бидејќи таму се уште нема по методологијата сега за прв пат се оценуваат обвинителите по новата методологија, очекуваме и од таму да дојдат тие резултати. Благодарам. Благодарам, Михаела, за прашањата. Следни телевизија Алфа. Дали ги имаме колегите од Алфа телевизија? Повелете. Не ве слушаме, предпоставам микрофонот не ви е вклучен. Дали сега се слушаме? Да, повелете. За вице-премиерот Николовски едно прашање, дали како прв човек за борба против корупцијата го следите случајот кој го обелодени опозицијата, дека скопскиот градоначалник исплатил 1 милион денари на семејството на министерката Царовска за изнајмување на дрон, односно опрема за вистинско наблюдување на шуми, и до министерот Спасовски докаде истрагата за бегството на Мијалков, и второ прашање, опозицијската ВМРО ДПМН ве повика да одговорите кои високи функционери од МВР им дојавиле на криминалците од Грчец и Рачинова дека се организира акција и им помогнале да избегат. На социјалните мрежи кружат и ваши фотографии на кои вие седите, тоест објавени фотографии на кои вие седите на маса со лица за кои се тврди дека се наркобосови. По-конкретно прашањето ми е кој и дали некој им помогна на наркобосовите да се спасат во Македонија?
Благодарам. Да појаснам заради тоа што беше прашање упатено и од собраниската говорница. Треба да се разграничат надлежностите и ингеренциите на сите нас кои што ги имаме. Ние не сме истражни органи да селектираме предмети, да правиме архиви или било што, ниту пак имаме ингеренции, туку системски да ги решиме прашањата кои што 30 години никој веројатно не се нафатил да ги реши во оваа држава, за да системот функционира без човечки, со минимизирање на човечките фактори, дигитализирано, да испорачува правда, одговорност и да има ред и дисциплина во државата. И тоа е на што сме насочени и верувам дека ќе се заинтересирате да го разгледате планот за борба против корупцијата, кој што и денеска ќе го анализираме на влада за статусот на реализација на сите точки. Меѓутоа, по однос на секој еден случај за кој што во јавноста се зборува, ние ги охрабруваме институциите да си ја одработат работата, да ги побарат сите податоци и информации доколку се констатира било каква прекршувањето на закони, се отворат постапки, да се констатира одговорноста. Помина времето во кое што институциите не смеа имињата да им ги спомнат на функционери, владини, министри, директори, туку сега влегуваат како институции ги средуваат работите, односно имаат пристап до сите информации и документи се со цел да се утврдат соодветни неправилности и да се отворат соодветни постапки. Така да тоа е улогата, мисијата, визијата на која што сме насочени, а во секој еден случај сме докажале, без оглед за кого и да станува збор, покренуваме постапки, односно бараме било каква одговорност за која што имаме право согласно Кодексот за однесување на владата и на функционерите. Благодарам. Во однос на првото прашање, значи ве упатувам до јавното обвинителство, таму каде што се води истрагата, да ги добиете сите информации за кои што сте заинтересирани. Во однос на второто прашање, прво сакам да истакнам дека испоред кажувањата, знаете сами на пресконференцијата на обвинителката, тоа е акција, односно истрага која што ја водеше целосно обвинителството за организиран криминал и корупција. Јас сметам дека ваква акција после 30 години во кои што огромен број на лица се уапсени, 22 и за кои што им се одредени мерки, е успешна акција за борба против криминалот, односно недозволената трговија и шверц со дрога и со оружје. Тоа е првата работа. Второ, ако ги погледнеме резултатите, јануари-март 2020 година и јануари-март 2021 година, тоа се два периоди во кои што раководат двајца различни министри со Министерство за внатрешни работи. Во јануари-март, кога раководеше министерот ВМРО ДПМН, вкупно детектирана и заплената дрога 14,8 килограми. Сега во овој момент детектирана, заплената 558 килограми дрога. Јасно покажува кој и каква е определбата во однос на недозволената трговија со дрога и со оружје. Ако погледнеме и за оружјето, ќе видите дека минатата година имаме само едно парче оружје и нешто муниција, додека ова година за овие 3 месеци имаме 10 парчиња оружје и неколку стотици парчиња муниција кои што се запленети. Така да, ние понатаму ќе продолжиме не само овие криминални групи, сите други криминални групи кои што се занимаваат со било каква недозволена трговија и шверц со дрога, со оружје, да бидат изведени пред лицето на правдата, а јас очекувам исто така како и вие дека обвинителството ќе најде начин, доколку има било каков пропуст, да ги најде оние кои што се виновни да си носат одговорност за тоа. Благодарам. Благодарам, министре. Следни со прашање, телевизија Телма. Добар ден, се надевам се слушаме, така? Да, слободно. За прашање за вице-премиерот, две прашања имам. Во вашето обраќање рековте дека има повеќе разрешувања поради прекршување на етичкиот кодекс, па би сакал, ако може да ги наброите кои беа за точно да знаеме за кого станува збор, освен Лидија Димова секако. И во делот на тоа дека ќе има посебно лице за интегритет во кабинетот на секој министер. Значи, малце да објасните од каде ќе дојдат тие лица, кој ги обучува,
мислам, како ќе знаат тие подобро што е интегритет од министерот, каков статус ќе имаат и секако трето, кога ќе побарате разрешување на Рашковски. Благодарам. На третото ви одговорив. Кодексот се применува за сите избрани, именувани функционери од страна на владата и во секој еден случај ќе се применува. Проверете за било кој дали избран, именуван и ќе расчистиме работите, институциите би ги повикавме да си ги остварат сите надлежности и како што кажав, заврши и помина времето кога не можеше на било кој функционер името да му се спомне, а не да се бараат одговорност и да се бараат покренуваат истраги и да имаме завршници како што тоа е денес, без оглед за кого и да станува збор, а тоа што имаме поголем број на разрешувања покренати од наша страна како иницијативи за прекршување на кодексот, кој што за прв пат се носи, затоа разбирам дека треба време да сите ги поминеме и обуките кои што неколку пати ги правиме на влада и тоа ќе го расшириме до најниско ниво, заради тоа што за прв пат овој кодекс се применува за сите избрани именувани функционери, за прв пат носиме препораки за градоначалниците, за општините. Разрешувањето се повеќе, председател на управен или на надзорен одбор на МИА, заменик директор на Агенција за храна и ветеринарство, има и други директори и други членови на органи и тела, и секако дека ние извештаот кој што сме врзани согласно кодексот и процедурите ќе го доставиме до премиерот и секој ќе има прилика да ги знае сите, кои што не ги знам конкретно во овој момент, меѓутоа поголем број се на оние за кои што се покренати постапки и се разрешени или реагирано на било кој начин од наша страна, како што беше и до министерот за здравство, дека треба да се разреши директорот на Струшката болница, иако кодексот не се однесува на ова ниво на функционери, бидејќи не се именувани од страна на владата. Во делот на интегритетот, она што го зборев, а што е препорака една од покрај сите други кои што се остварени, на кои што и кабинетот работеше макотрпно во овој период, и благодарност и честитки до телото на Греко и ја да се приклучам, каде што се представници на сите институции, што успеа да навистина со макотрпната работа, посветеност, исполнување на препораките и постојана работа и континуитет, како што тоа сите го кажавме, да се исполнат и останатиот дел од препораки за кои што има потреба од законски измени или друг тип на активности, меѓутоа овој извештај потврдува и подвекува дека навистина сите капацитети на сите институции се силно мотивирани и ангажирани во борбата против корупцијата и во исполнувањето на сите овие препораки. Во делот на она што се нотираше за интегритетот, во постојниот кодекс, за да појасниме, во постојниот кодекс стои дека заменик председателот на владата, како и во претходниот период и во претходниот кодекс, кога еден од министрите е нотиран или определен за оваа работа, сега препораката на Греко е дека треба да се промени овој дел, каде што точно ќе се назначи ново лице кое што ќе биде задолжено во делот на интегритетот и ќе биде вметното во текстот на кодексот за етичко однесување на самите функционери. Секако дека за сите останати обуки кои што ќе ги продолжиме по надолна линија, се она што го работиме како имплементација на тестот за интегритет кој што ќе ги потенцира или детектира сите ризици, но и професионалниот етички морален капацитет на функционерите, на советниците, секако се тоа теми за кои што во наредниот период заедно со меѓународните поддржувачи, пред се со USAID, со Холандската амбасада, со Европската унија, интензивно работиме и ќе се посветиме да навистина како што е потребно во секоја институција да ги имаме номинирано луѓето каде што може да се пријавува корупција, согласно законот за укажувачите, така и во делот на интегритетот, секако дека ќе бараме на ниво на секоја институција тоа да се применува. Но она што денеска го збориме и што е забелешка на Греко или барање на Греко, да го промениме етичкиот кодекс, каде што точно ќе биде нотирано лицето кое што е задолжено за интегритет на ниво на владата. Благодарам. Благодарам. Следни Клан ТВ. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам прашање до министерот за правда, но може и до другите министри доколку сметаат дека
може да одговорат. Каков е планот, кога владата, односно Министерството за правда ќе го достави предлогот за измени на законот за попис, дали ќе се стигне до 1 април да се направат измените и што ако не се стигне? Од опозицијските Алијанса на албанците и Алтернатива велат дека е сосема неизвестен состанокот што го договараа со премиерот Заев за утре. Благодарам на прашањето. Тоа се измените во законот за попис се мали измени за кои што не треба премногу време да се подготват. Тие се подготвуваат во моментот и ќе ги предложам за разгледување и усвојување на седницата на влада која што се одржува денес од 12:30 часот. Во таа измена се сведува на две прашања, тоа е датумот на пописот кој што е во една одредба и наместо од 1 до 21 април ќе го ставиме од 5 до 30 септември и делот дека диаспората ќе може да продолжи да се попишува од 1 март кога почна до 30 септември кога треба да заврши теренскиот дел на пописот. Тие измени утрово ги разговарав и со Државниот завод за статистика, директорот и заменик директорот и очекувам доколку владата ги усвои на денешната седница веднаш да ги испратиме во собранието и доколку собранието односно председателот на собранието и координаторите направат добар план, сосема изводливо во наредните денови, односно утре да биде овој закон усвоен. Така што законот ќе биде испратен како што беше и законот за попис под истите услови, така што јас очекувам дека има доволно време со оглед на тоа дека не се работи за суштински измени во законот да биде тој брзо усвоен од собранието. Благодарам. Верувате дека нема да има блокада со илјадници амандмани како што се заканува? Како? Се извинувам? Дали очекувате да нема блокада со илјадници амандмани? Законот за попис беше примарно доставен во постапка со европско знаме, затоа што тој е класифициран со европско знаме. Така што јас ќе предложам на владата да го усвои и да го испрати во собранието со европско знаме и по скратена постапка заради итноста на моментот во кој се наоѓаме пред започнување на пописот, за да можеме да го оствариме она што вчера беше договорено на средбата, така што мислам дека не би требало, во таа постапка не е возможно да се поднесуваат илјадници амандмани и заради тоа што овој закон припаѓа секако на таа постапка и беше и примарно предложен во таа постапка и овој пат така ќе го предложиме, така што не очекувам дека ќе има можност за таков видно блокади. Ви благодарам. Министре, може да останете бидејќи има само едно прашање по електронски пат што е стигнато и е за вас. Од Алса телевизија на 10 март се случи обвинител од Скопското обвинителство физички да нападне 40 годишна жена. Полицијата официјално испратила известување до обвинителството за нападот. Заслужува ли ваков човек да биде обвинител со оглед на тоа што и претходно е пријавуван за семено насилство? Кој заслужува, а кој не заслужува да биде обвинител, за тоа одлучува Советот на јавни обвинители. Владата и Министерството за правда во тоа немаат никаква улога. Секој ваков случај треба да се расчисти до крај. Нашата позиција е јасна. Ако во овој случај има и пријава и полицијата испратила до обвинителството, натаму е на обвинителството да постапува без разлика што се работи за нивен колега, а државниот јавен обвинител има можност да поднесе, односно да иницира постапка за разрешување или разгледување на друг вид на одговорност пред Советот на јавни обвинители за секој случај, па и за овој. Во овој случај очигледно е нарушен, да речам, имиджот на овој споменат обвинител, меѓутоа јас ниту ние можеме да коментираме, ниту пак да ја нарушиме презумпцијата на невиност, се додека институциите не одлучат поинаку, тоа е работа на обвинителството, на судот и секако работа на Советот на јавни обвинители во делот на утврдување на одговорноста и дали е овој обвинител конкретен достоен за натамошно вршење на професијата. И благодарам. Тука ги исцрпевме и сите прашања, така што можеме да заклучиме оваа пресконференција. Ви благодарам на сите за интересот.